Членовите во законот за амнестија нема да се однесуваат на тероризам, туку за дела за кои е предвидена помала почетна казна. Премиерот Заев ги потврди информациите на собраниското тело, за да има помилување ќе се примени членот 324, односно здружување заради непријателска дејност, а за тоа е неопходна преквалификација на делото. Самиот закон ќе испрати порака на помали казни дури и за тој дел. Значи, амнестија за сите кои што не учествувале во насилство или не биле организатори, да, во самиот закон е проектирана, но и самите членови во законот кои што доведуваат до идното казнување нема да бидат тероризам со над 10 години казни, веројатно ќе бидат со помали почетни казни. Нека е просторниот Господ, но јас не сум правниот систем во државата. Правосудството ќе и носи своите одлуки. Тоа што зависи од мене го отворив и на пленум на тој 15 октомври. Заради тоа што така го чувствувам. Следната недела, предлог текстот на законот за амнестија треба да се усвои во телото за помирување и веднаш да биде ставен на пленарна седница, каде треба да се гласа по скратена постапка. Навистина е еден инклузивен процес. Сега тоа што го правиме е консултација со правни експерти, секоја пратеничка група се консултира и кога ќе се закаже наредната средба на интерпарламентарната група за интеграција, реформи и помирување, ќе ги размениме и тие заклучоци за крајното решение да го извлече најдоброто од сите дискусии кои што досега ги имавме. Обвинетите за собраниските настани со кривичен прогон во судска или истражна постапка ќе може да побараат од судот и обвинителството да бидат помилувани. Но оваа привилегија ќе немаат оние кои командувале насилниците и организаторите за собраниските настани од 27 април. За да има амнестија, тероризмот ќе се преквалификува во здружување заради непријателска дејност. Иако телото за помирување тврди дека му дава одврзани раце на судот и на обвинителството да ја водат правично и праведно постапката, сепак повеќе од сигурно е дека претениците кои според обвинението се наоѓаат на врвот ќе бидат помилувани. Известно е дека прогонот ќе продолжи за командна одговорност критичниот ден. И членот 324 од кривичниот законник, кој најверојатно ќе биде применет за да важи амнестијата за собраниските настани, е во делот на дела направени против државата, како и терористичко загрозување на уставниот пореток, за кој обвинителството ги гуни 33 обвинети. Но за разлика од доживотната затворска казна во дело тероризам, овде доколку дојде до преквалификација, казната е помала, односно минимум 4 години. Од понеделник се очекува изнесување на завршните зборови за судскиот процес за 27 април, а со тоа и можност за преквалификација на делото за да се спроведи амнестијата.